Бисливовски вака, јас се согласувам дека треба и ова да биде регулирано, како што впрочем е регулирана енергијата, управувањето со водите, сега и со комуналниот отпад, да, треба да биде регулирано. Меѓутоа, мојата забелешка е во делот на имплементацијата на сите овие одлуки кои што ги носите и предпоставувам дека ви е тоа регулирано со правилник, затоа што ви имате некоја одредена цена која што ќе важи одреден период и така натаму, оно што говореше претходно колегата Минов, и тука е најголемиот проблем. Зошто? Затоа што е конкретно Сабајле баш кога видов какви материјали имаме, праша во комуналното претпријатие во Велес, колкава е разликата во расходите и дали имаме зголемување на бројот на вработени. Бројот на вработени дури е намален за неколкумина. Не се тоа многу, меѓутоа е намален, меѓутоа разликата е 89 милиони 966.088 денари 2022 во однос на 2021. Тоа е зголемување на расходите за 1,5 евра. 1,5 евра, од кој 20 милиони денари е разликата во електричната енергија. Дополнително е во платите се 18-20 милиони денари, во тековните расходи, одржување и така натаму се останатите загуби. Сега, знаете како, вие можете да регулирате. И јас се согласувам дека ќе донесете правилник или тарифник или како и да е за наплата, меѓутоа колку се способни и колку се моќни и на крајот на краиштата последното прашање е колку ќе има синхронизација на овие важечки закони и на оваа работа што треба да заврши Министерство за животна средина, за екологија, па не знаеме дали ќе има навремено реализирање на она што е предвидено во однос на регионалните депонии, дали ќе се направат навреме и така натаму. Вие ќе донесете правилник кој што ќе важи од 2024. Ако немаме ние регионална депонија 2028 со тој правилник или тарифник, претпоставувам дека ќе треба да се регулира дали ќе биде наплатата по килограм, по метар кубен, по како и да е, по метар квадратен и така натаму, смет, па далечина и така. Значи многу фактори се во игра, кои што треба да дефинираат конечната сума. Но она што е, пак ќе се вратам на почетокот, она што е мојата забелешка, вие преку овие правилници дефинирате цена за наредни можеби 5 години, или не знам точно конкретно колку е, за колкав период. И сега за 3 години. Сега во март или во април месец сте донеле одлука која што ќе треба да се примени од 1.1.2024, конкретно еве за Велес. До сега цената на водата беше 34, треба да биде 56 денари. Во меѓувреме, оваа цена вие изготвувате врз основа на ова што ви го даваат комуналните претпријатија, оперативен план, трошоци и така натаму. Знаете каква методологија си имате на пресметка. Што ќе правиме до тогаш? Мораат да бараат начин за да бидат одржливи, не за да бидат профитабилни, одржливи да бидат, да можат да си плаќаат навремено оние доспеани долгови што се кои што се тековно, кои што се случуваат. Така што мислам дека е во ред ова што се регулира, но најголемата забелешка ми е во однос на правилниците кои што ги изготвувате и носите одлуки кои што ќе стапат на сила после неколку месеци. И затоа мислам дека многу комунални претпријатија бараат начини, јас знам дека има реакции од граѓаните, затоа што тие бараат начин едноставно да преживеат, тие не бараат начин да бидат профитабилни. Мислам дека во тие правилници, веќе кога се менува статутот, треба и правилниците да се ги смените, да ги скусите роковите и да бидете пофлексибилни за да ја пратите, да можете да ја пратите континуирано цената на енергијата, на по основ на плати само по основ на плати. 2021 беше 16.000 минималната плата, сега 20.175. Бруто плата која ќе ставите, разликата на најниската плата е 5-6 денари, 100 евра, од прилика. И она што вие не сте го предвиделе предходно, сега кога ќе го ставите во конечниот расход, можете да видите дека се прави само загуба. А ова што сте го донеле како одлука ќе важи од наредна година. Треба оваа година се покрие. И секоја тековна треба. И затоа, уште еднаш ви препорачувам, мислам најдобро намерно, правилниците именувате, да бидете пофлексибилни и да пратите континуирано ситуацијата. Не ни треба нас само континуирано пратење на ситуацијата со нафтата. Пред 2 дена беше 96 евра еден мегават, денеска е 123. Имаме 30 евра покачување. Нас не ни треба флексибилност
само на нафтата, како што е вашата основна цел, да речеме, како регулаторна комисија за енергетика, односно тоа што најчесто го работите, нели, ја менувате цената на нафтата. Нас ни треба континуираност и флексибилност во носењето и во менувањето на сите цени кои што се под ваша надлежност. Само тогаш ќе бидат одржливи предпријатијата. Ќе повторам, не станува збор за профитабилност. Тие сега у ваква ситуација немаат можност ниту за модернизација на услугите, ниту можат да набават машини кои што ќе бидат еколошки и така натаму, кои што ќе заменат 5-10 работници и кои што ќе бидат поефикасни. Тие само гледаат начин да се спасат за да бидат одржливи, а сето тоа па е на грбот на граѓаните. Благодарам.